сите патишта нашиот гостин Синиша Евтимов го водат кон Велес, кон Јордан Хаџи Константинот Велес, всушност. Безвременската господја министерка на Бранислав Нушич е неговата нов предизвик и нова инспирација. Зошто? Добро утро. Добро утро, драго ми е што сум повторно кај вас. Има различни причини, меѓутоа она главната е што со оваа представа Велешкиот театар прославува 30 години од работата на неговата првенка Зорица Панчич, која што со оваа представа токму решава да го одбележи својот јубилеј. Така да тоа е главната причина, се разбира понатаму една од останатите причини е тоа што мене како режисер секогаш Нушич ме провоцира. Најмногу поради фактот што повеќето од негови драми ги има напишано токму на наше тло, така во Македонија. И фасцинантно е тоа како ги отсликува карактерите кои што и ден денеска постојат и ги гледаме пред нас. И сомнително лице е негова. Апсолутно да. Да, значи вие имате двоен предизвик веќе со оваа господја министерка. Се согласувате дека Бранислав Нушич ја направи безвременската господја министерка поради темите кои што се обработуваат, се чини дека тие без разлика на времето се секогаш актуелни во општеството. Апсолутно да. Нушич пишува за малиот човек, за обичниот човек и пишува за неговите амбиции и за неговите стравови, неговите фрустрации и како тој се справува со предизвиците кои што му се представуваат во животот, на кратко. Меѓутоа многу често сака да говори за слоевите кои што се, да речеме, оние кои што ги водат работите, дали станува збор на ниво на село, дали станува збор за кмет, или станува збор за градоначалник, или можеби за премиер или председател на држава. За функција. Функција се разбира, во секој случај, во овој случај станува збор за една тотално непостоечка функција која што е наречена господја министерка. Станува збор за амбицијата на една мала жена која што по игра на случајот, незиниот сопруг станува дел од една влада, меѓутоа таа станува поголема министерка од вистинската функција на незиниот сопруг. Така да тоа е една една мала приказна која што апсолутно можеме да ја сведочиме и денеска. Мала приказна што означува едно големо време. Ова Бранислав Нушич до името ли ќе да е? Кој знае, човекот е многу инспиративен, вака ние во студиото да се ние кметовите да се поистоветиме малку, мала интерна комуникација, простете почитувани. Добро, еуфоријата со Синиша почна во оваа нова фаза нели од неговата кариера со нова ера. Да, со 12-ка. Малку ќе направиме дигресија, колку да навлеземе подлабоко во разговорот за представата која што следи. Како таа 12-ка стигна да биде таква каква што е, толку популарна, мега представа на наше тло? Таа карактер, таа екипа со таков карактер, такви карактери да се спојат, тоа е кога беше режисерот во претходното гостување, како кажавме за вас, тешко вас ако успеете да ги сплотите и да ја наместите Рубиковата коцка на таа сцена. Трикови магија. Трикови магија. Па не, да, значи секоја представа е многу тешка, секоја представа си носи своји предизвици, секоја екипа носи своји предизвици. Овој пат не беше поинаку, меѓутоа по пат успеавме да станеме многу добри пријатели, да сватиме дека сме фантастичен тим кој што заедно може да руши сериозно големи ѕидови и замоци и било какви тврдини кои што ќе се најдат пред нас. Така да, тоа е апропо еуфоријата, ете така наречената еуфорија околу 12-ка. Се справив со нив, се разбира, и тие се справија со мене, иако помлад. И мислам дека направивме нешто што евидентно во моментов работи и мислам дека ќе трае долго време. Да. Може да кажам, јас мислам дека е нешто друго, дека успеавте да го соберете кремот. Да, врвот во актерството и сите беа желни да работат меѓусебно и да остварат некој проект меѓусебно. Да, но без диригент, апсолутно. Без диригент и кремот во Бечката или Виенската филхармонија не може да обично така бива, тоа е мојата професија, да ги канализирам идеите на различни артисти во една
голема која што заедно ќе еманира некоја сосема поинаква енергија. Успеавте со бардовите на македонското глумиште, како што сакате да кажете, дали ќе успеете и во господја министерка? Не се сомневам, видете, мора да се разбереме една работа, иако нели пошироката јавност секогаш ќе зборува за главните актери во Македонскиот народен театар, тие се најекспонирани, Македонија има неверојатно талентирани глумци. Не постои театар во Македонија каде што не е задоволство да работиш со вработените во ансамблот. Таков е случајот и овде. Овде покрај Зорица Панчич имаме палета на уште 9 фантастични актери кои што несебично се даваат во овој процес и тоа ќе се препознае на сцената. Мислам дека правиме една одлична представа која што долго ќе живее на сцената на Велешкиот театар. Ова е моја втора соработка со нив. Работев таму пред, да кажеме, 4 години, отприлика, не сум баш добар со овие годиниве. Меѓутоа, ете, таа представа се уште живее таму, тоа е 4 соби според филмот на Тарантино и Родригес. И ова е сега втора наша соработка, така да станува збор за фантастична екипа, можеме да наброиме кој се игра во представата, игра значи Зорица Панчич, кажавме, Фаик Мефаиловски, Жарко Спасовски, Благоја Николовски, Исидор Јовановски. Може да ги грешам и овој презимињата на некој, јас се извинувам директно во камера. Да, значи ја имаме Симона Димковска, Талија Настова, заборавам некого 100%. Стефан Николовски, Филип, нов млад глумец од ФДУ, прекрасен дечко со кој што првпат соработувам. Меѓутоа, како и да е, станува збор навистина за фантастична екипа која што ова сето што го зборувам сега дефинитивно ќе го оправда на сцена. Велишани се веќе нестрпливи, како што слушавам веќе се продаваат картите и за премиерата и за првата реприза, или ако можеби веќе се продадени навистина, не знам. Меѓутоа, да одговорам повторно на прашањето, и ова се идни бардови на македонското глумиште, дефинитивно. Еве ги. Да. Талија Настова, Симона Димковска, Славица Манаскова, Жарко Спасовски, Фаик Мефаиловски, Исидор Јовановски, Благојчо Стојанов, Стефан Николовски и Филип Христовски. Христовски, видиш, да. Кире Ацевски, така е. Кире, извини, да. Што би правеле ние без овие смартфони? Фантастично. Комедијата господја министерка Бранислав Нушич ја напишал пред повеќе од 100 години и сега да ја обработува темата како да се стигне до позиција, таа позиција што нуди како благодет и така, се тоа во знакот на комедија и така едно многу смеење. Сега, Синиша Евтимов, следејќи ги денешните предизвици што ги живееме, рековме дека темата е безвременска, но денешните предизвици можеби кај вас ќе побудат некој промени, модификации да доживее представата режирана од ваша страна или не? Апсолутно да, станува збор за адаптација, станува збор за едно сосема ново видување на структурата, драматуршката структура на Нушич, станува збор за пресликување фактички на неговите ликови во еден современ свет. Меѓутоа не е неопходно нашиот овој во кој што ние живееме, туку некој да речеме паралелен универзум. Јас многу често сакам да зборувам за тоа и воопшто во моите представи се обидувам секогаш да поставам некоја слика на нешто што наликува на она што го живееме секојдневно, меѓутоа не е баш таму. И токму таму некаде се наоѓа и действото на оваа денешна министерка која што ние работиме, станува збор за тука и сега, меѓутоа не неопходно во ова реалност, можеби во нека паралелна со нашата, која што наликува на нашата, меѓутоа ни дозволува да си играме со фактори кои што можеби би били изненадувачки во еден хиперреализам како што е денешно оживење. Ме примамувате да одам до Велес, не сум била. Па мислам дека редно време Велес, време да дојде. Значи театарот Јордан Хаджи Константинов Жинот ја има најдобрата зграда, најверојатно најсовремената зграда театарска во Македонија, една од најновите, со вистински сериозни технички, технолошки сценски перформанси. Се разбира тоа надградено со фантастичниот ансамбл кој што го имаат и ете, дури и јас кој што ќе режирам таму. Апсолутно да, јас ви топло ви препорачувам, они имаат фантастични представи од различни ресторани, многу разновиден репертоар кој што нуди навистина
доста опции за секој театарски љубител, така да топло ви го препорачувам Велес, апсолутно. Бифе, глумачко бифе. Бифе, се случува ли таму тоа што се случува на пример на драмски театар и така? Се уште нема официјално бифе, имаат услови за некое дружење позади сцена како и сите други театри. Меѓутоа, ако нешто фали во македонските театри, тоа се дефинитивно бифиња. Во моментов ги поседуваат само драмски и театар комедија. Кај не знаете колку ни недостасува. Апсолутно, да. Тие 4 буквички. Начинот. Добро, нешто друго што искрено ме изненади кога слушнав. Наша реалност. Да, нешто друго што ме изненади кога слушнав дека ќе го режирате. Ме зачуди, ќе ми објасните веројатно дека можеби сум во заблуда. Ќе ги режирате концертите на К15. Да. Синиша, од каде сега? Синиша, зошто? Добро прашање. Зошто таму, каде што е Жешко? Станува збор за легенди на македонската комична сцена како таква. Од друга страна, станува збор за луѓе кои што навистина најверојатно влијаеле директно или индиректно дури и во развитокот на мојот смисол за хумор као клинец кога се појавиле. Така да ова е една симпатична соработка која што настана многу спонтано и неочекувано пред се за мене се разбира. Меѓутоа јас никош не се откажам од предизвици, го видов навистина како еден сериозен предизвик и ќе давам се од себе да придонесам да тоа шоу кое што секако ќе биде грандиозно и спектакуларно, дури само по себе дури да не го работам јас. Меѓутоа ете јас ќе се обидам да дам свој придонес во целата структура и да тоа протече од почеток до крај безпрекорно, за да немаме некои други ситуации кои што можеби да се случат кога има отсуство на режисер. Умилен скеч од К15. Сите. Да, има доста. Да, ја многу ги сакам нивните монолошки форми, мислам дека се фантастични, они се да кажеме некои прататковци на стендапот у Македонија, дури ни самите не биле свесни кога тргнале тоа, претпоставам, да, претпоставам, да. Особено што го прават тоа од позиција на карактер, тоа стално ме фасцинирало, карактерот на Миле, Тошо, Ристо, Цацко. Така да. 4 поларни личности се менуваат како годишни време. Затоа ве прашавме, иако се познаваме, нели, да се изперсираме. Ама добро, денеска е темата бонтон, нели, така може да се персираме, се разбира. Затоа беше прашањето зошто таму каде што е Жешко. Тоа се луѓе кои што никој никогаш во животот не ги водел никаде. Тие се воделе сами од себе, од својата инспирација и направиле нешто што никогаш нема да се повтори. Монти Пајтон може вода да им носи. Сосема се согласен со тебе. Зошто се реши да влезеш во таа Жешка вода? Фино ме замолија. Со бонтон ми се обратија. Со бонтон ми се обратија. Па не, ми беше чест воопшто што помислиле на мене и тргнавме да разговараме. Буквално ги кажав истиви овие зборови јас, меѓутоа се разбравме дека најверојатно сум им потребен токму поради тоа за да тоа буквално пројде како што треба, како што навистина заслужува еден настан од таков тип. Имам едно подпрашање, допрашање, најпрашање, последно прашање. Некогаш рамбовката, синдикалката на Цацко поминуваше и тие шарените костуми и периките, како ќе биде денес на Миле и на Тошо, нели тие? Тоа се ликовите, тоа се тие ликови, истото ќе биде и денеска се разбира, мора да помине, тие поминуваат и денес кога луѓето ги прегледуваат на YouTube, а верувам дека ќе уживаат во истото и во живо на сцената во Борис Трековски. За да не сгрешиме нешто, нема да кажеме некој дел од скечевите. Да, Синиша Јосимов, благодариме. Ви благодарам и на Благодариме вас. за гостувањето. Секогаш чест и задоволство, ќе ме одведете во Велес официјално, еве. Кажувам, да. Иако многу пати сум ја гледала господја министерка, но за мене вистинско очекување и предизвик да видам како ќе изгледа под ваша палка. Се разбира, станува збор за легендарна скопска представа на мојата драга колешка Наташа Поплавска. Ќе давам се од себе да направам сосема друго видување. По кое што се надевам ќе уживаат сите. И ќе ни договорите разговор, интервју со сите идни бардови на македонската. Апсолутно, дефинитивно можеме да го договориме тоа. Вашиот колега може да се јави директно од линк таму, директно од проба, например.